Добра вечер. Ќе ги изведат ли вечните политички ривали од македонскиот и албанскиот блок најмоќните оружја на политичката сцена? Дали ова ќе биде најсуровата и највалкана кампања во трката за фотелја или искрена желба и политичка програма за подобар живот? Дали политичкото подземје ќе биде дел од фолклорот на оваа кампања? Ќе има ли нови бомби, секс снимки и мноштво одлаги? Како да го препознаеме политичарот лажго? Се допира за носот или се шират неговите зеници? Дали оној што најмногу вика, носи најголем страв во себе? Колку гестикулациите зборуваат за политичарите? Дали облеката е составен дел на политичките пораки? Отворено 24. Уште 24 дена остануваат до предвремените парламентарни избори закажани за 11 декември. Избори кои може да бидат историски тест за политичката зрелост на земјава, тест за демократијата, но тест и за правдата и правичноста. Вечерва со нас во студиото на 24 отворено Татјана Лопарски, собственик на Елемент PR и маркетинг експерт, Петрица Рачини, цивил, дипломиран новинар и комуниколог, Никола Спасов од агенцијата Рейтинг и Владимир Божиновски од Институтот за истражување на јавното мислење ИПИС. Добро вечер на сите, и ви благодарам што дојдовте во студиото. Сарачини, ако по денот утрото се познава, нема да биде едноставно. Пукањето во Скопје, што се случи пред неколку дена, е дел од политичкиот колаж или само една нелогична последица на зовриената атмосфера? Јас мислам дека е погрешно ако го врамиме тоа пукање во политички контекст. Мислам дека добро упатените знаат дека се работи за еден стар анимозитет. Очигледно дека луѓето кои што се дел од инцидентот припаѓаат на некакви кампуси, но мислам дека тоа е последица на една старо непријателство. Се сеќаваме дека пред неколку години имаше бомба во дворот на тешко повредениот во Ѓорче Петров и мислам дека тоа е последица на тој анимозитет. Но тоа не значи дека ние како општество не треба да стравуваме дека тоа насилство ни се прелева на улиците, а со оглед на тоа дека се работи за луѓе со оружје кои што ги гледаме и по партиските кампуси, со оглед на тоа дека се работи за структури кои што се очигледно насилни и немаат никакви резерви дури да одземат нечи живот, да пукаат на некого, стравувам дека е можно такви инциденти да ни се повторуваат. Да подсетиме дека оваа недела, изминативе 2-3 недели, ние имавме повторно и некој друг тип на инциденти. Имавме каменување на автобуси, условно речено автобуси кои што одат до албански населби и во македонски населби, Сингелич и Рачиново, да. Имавме каменување на раководството на ДУИ за време на собирот со граѓаните во Куманово. Дали тој собир носи моќна политичка порака? Тој собир, мислам, моќна политичка порака. Насилството е неоправдано. Во контекст на избори на демократија, насилството од било кого доаѓа е неоправдано. Но гледаме две работи тука. Тие што имаат моќни пријатели или кои штоислугуваат на политиката на силниците, се спремни да го употребат насилството за време на овие избори. Исто така и тие кои што се цело време под удар на политиката, на власта во овие години, а не само во овие 10, туку и повеќе, се чувствуваат до толку безпомошни што сметаат дека насилството е последниот излез за нивните маки. Во ваква поларизирана ситуација е навистина ние како општество треба да најдеме одговор како да дојдеме до 11 декември, а да не се случи нешто кое што може да го ризикува целиот изборен процес. Лопарски, кампањата како веќе да ја почнат, иако остануваат уште неколку дена до официјалниот почеток, но партиите се во офанзива. Ги забележувате ли првите контури на маркетиншките пораки што тие си ги испраќаат? Кампањата трае подолг временски период, значи не ни заврши, не ни почна, не ни заврши чудно кај нас. Нема политички пораки од проста причина што едната страна вели дека ќе донесе демократијата назад во земјата, а другата вели дека ќе направи државата по просперитетно од тоа што е. Значи пораките се
насочени кон нивното гласачко тело пред се и се заборава еден голем простор на неопределени кои сакаат да слушнат некаква поинаква приказна која не е раскажена ниту од една, ниту од друга страна. Мислите дека предничи негативната кампања во овој момент? Ќе има само негативна кампања. Можеме да видиме дека, посебно на социјалните медиуми, во последно време има само вести за нови скандали, секс скандали, значи нови афери од едната и од другата страна. Тоа се случува од проста причина што и едните и другите имаат многу да изгубат, или ќе добијат, или многу ќе изгубат, односно станува битка за опстанок. И многу е лошо во Македонија што секогаш имаме црно-бела варијанта на било какви случувања, бидејќи луѓето сакаат да видат промена, а многу малку ја гледаат изминативе 25 години, бидејќи се менуваат едни исти владеачки гарнитури. И можеме да видиме во примерот во светот веќе дека луѓето се уморни од гледање на исти политички елити како доаѓаат на власт, сакаат да видат промена. Значи пораки маркетиншки во последен период јас не гледам дека ништо се има променето сега од пред година дена. Божиновски, овој пат немаме некои анкети на терен што излегува во последно време, ако ги исклучиме некои на Павел Шатев или на Прогрес, кои што секогаш одат во некакви големи диапазон на кои што не може да им се верува. Дали ви очекувате тесна борба на овие избори? Не, искрено, затоа што видите не можам да говорам околу анкети додека ние не објавиме анкета, затоа што јас секогаш ги коментирам податоците кои што позади кои што стои ИПИС. Така да други податоци нити сакам, нити па е на некој начин професионално да се коментираат. Искрено, кај нас состојбата која што е во изминативе неколку години, може би побарува нешто ново во политиката. Се додека тоа нешто ново во политиката ние нема да го добиеме, не очекувам ни соодносот помеѓу силите да се промени. Кога вие барате нови гласачи, кога вие се обидувате да привлечете нови гласачи, тоа треба да го направите со нова понуда. Негативната кампања е во ред. Сите употребуваат негативната кампања, но тоа треба да биде само еден приврзок на она позитивна кампања преку која што вие ќе го насочите своето барање кон гласачите да ви ја дадат вашата доверба. Се додека тоа фали, ние не можеме да очекуваме некакви посериозни промени. И затоа сметам дека на Македонија можеби конечно и треба некоја нова сила која што ќе успее да ги размрда малку политичките односи кои што се во изминатите 25 години, но тоа нема да го видиме на овие избори, за другите е се уште рано да се говори. Кога велите нова сила, подразбирате ново политичко групирање, нови коалиции или автохтоно изнедрување на некоја нова сила? Нова сила, нова партија, нови луѓе. Само така може да се промени нешто во оној сооднос или во она поддршка која што имаат политичките партии. Вие гледате дека во изминатите десетина години соодносот и поддршката која што имаат партиите во Македонија горе-доле е многу сличен. Че можеме да ги земеме сите изминати, да кажеме 2014 изборите, 2011 изборите, 2008 изборите. Затоа не очекувам нешто да се промени. Може да се промени само доколку дојде или нова политичка сила како нова политичка партија, или комплетна промена во одредена политичка партија со нови луѓе кои што ќе може да создадат некоја нова платформа, некоја нова програма која што би ги привлекла гласовите. Последниот тоа што успеа да го направат беше во 2006 ВМРО ДПМН. Добри, тогаш тие не дојдоа на власт со голема разлика, освоија едва 45 претеници, Точно. Но успеа да направат понатамошни коалиции со кои што ја презедоа власта. Они успеа да се наметнат тогаш како нова политичка сила и затоа ја освоија власта. Значи тогаш не дојде Љупчо Георгиевски повторно на власт со ВМРО ДПМН. Тогаш дојде ВМРО ДПМН, но со некои други луѓе. Спасов, ќе бидат ли овие избори своевиден референдум за или против ВМРО ДПМН? Се чини дека опозицијата ја тера на таа карта воденицата, бидејќи последниве 10 години од ова владење покажаа во известна
во известна мера назадување во многу сегменти од општеството, почнувајќи од правото, правосудството, демократијата, слободата, човековите права. Тоа се, да речам, сегменти за кои што постои неподелено мислење дека Македонија назадуваше. Да не зборуваме за економијата, тоа е посебен сегмент. Не знам дали ќе биде поставено прашањето дали е референдум. Дефинитивно опозицијата го поставува и мислам дека со право го поставува прашањето дали сакаме да живееме меѓу криминална Македонија или Македонија на реформи и прогрес и така натаму. Она што јас го не би се согласил што го слушнав е тоа дека треба нова слива, се согласувам дека требаат реформи во рамки на партиите, меѓутоа многу најголем дел од демократските земји што ги знаеме, Америка, Британија, се условно двопартиски, односно две големи партии се менуваат на власт. Тоа не значи дека тие не напредувале се цел овој период затоа што имало само две партии или немало трета. Проблемот е што понудата како таква требаше можеби да се промени со тек на време и требаше да се направат реформи внатре во партиите и со тој да се согласувам. Што се однесува до вашето прашање, би рекол дека ќе се сведе на прашањето меѓу тоа дали сакаме да живееме како што кажа во криминална Македонија, тоа е ставот на опозицијата, или сакаме да живееме во демократска и правна Македонија и напредна Македонија. Исто така не мислам дека до толку многу кампањата е негативна во овој момент. Ние поминавме еден период на година и пол до две во негативна кампања, почнувајќи од бомбите, што сега веќе колку му доаѓа, веќе скоро 2 години или ако се сеќавам добро. Меѓутоа сега влеговме во еден период барем за опозицијата каде што таа ја смени стратегијата и тоа е видно. Влезе во активна промоција на сопствената програма, следејќи ги и на социјалните мрежи, меѓутоа и на нивните настапи, секој ден има по некоја промоција на нова мерка. Нешто што претходно беше многу карактеристично за ВМРО-ДПМН, додека опозицијата во главном критикуваше. И тука можам да видам една одредена промена. Али тоа пресликување, да речеме, во одреден сегмент, бидејќи не можеш една популистичка партија сигурно да ја победиш со истите популистички методи. Значи, дали е тоа пресликување или не е пресликување, не знам. Меѓутоа јас исто така што знаме сигурно дека со негативна кампања гласот не се привлекува. Значи негативната кампања особено гласот на неопределените гласачи. И на неопределените и генерално негативната кампања го дели ровот подлабоко и само дополнително ги закупува позициите на партиите. При тоа, ако е таа доволно силна, може да намали одреден процент од противникот, меѓутоа никако тие со само негативна кампања ги придонесе во вашиот кампус. И мислам дека од таму опозицијата е почнала со стратегија да практично влезе во позитивна кампања и да на тој начин се обиде да ги привлече гласачите. Така да во тој аспект го гледам тоа како малку поразлично од нешто што го гледавме у последната година и пол. Од друга страна, мислам дека владеачката партија остана на релативно истата стратегија. Главната порака е ние вработуваме, инвестиции и така натаму, тоа е нешто што на кој што ни обстојува 10 години назад и се покажа како успешна стратегија во голема мера, бидејќи ја останаа консистентни на пораката. Со тоа што негативната кампања сега исто така ја продолжуваат на ист начин. Баш вчера гледавме нешто што е доста видено, односно корупција, струмица, тендери и така натаму, не е нешто ново. Што значи дека во аспект на тоа колку е се тоа различно од претходно, јас гледам поместување во делот на опозицијата во рамки на позитивна кампања. Гледам визуелно некое поместување сериозно, значи СДСМ отиде со црвен брендинг, значи некој визуелен идентитет кој што е малку нетипичен за нив, додека ВМРО-ДПМН од тој аспект отиде со некоја плава позадина. Сега зборувам графички, што исто така е доста ново. Така што во смисла на кампања очекувам дека ќе се влезе доста негативно. Меѓутоа исто така очекувам дека опозицијата, ако го задржи ова што го почна, ќе продолжи доста позитивно, односно со нови ветувања, со практично испорачување на програмските мерки за кои што беше со години критикуван дека ги нема. И мислам дека тоа е нивната причина што така настапија. Како тоа ќе се одрази, останува да видиме во некои следни мерења на анкети или кога тоа можеби наскоро. Листите за пратеници се еден репер за тоа како беа прифатени на едната или на другата страна. Листите на ВМРО-ДПМН, Лопарски, ова прашање за вас, покажаа дека партијата во голем дел избега од оние лица што се најдоа на удар на специјалното јавно обвинителство, но не се откажа, се разбира, од лидерот кој што е предводник на една од тие листи. Мислите ли дека ова е некој нов концепт што успеа да го испромовира ВМРО-ДПМН или направи некаков хибрид, бегајќи од осомничените, да постави некои луѓе кои што се на друг начин биле заслужени за партијата? Пред да одговорам, само нешто да кажам врска со коментарите. Во 2006 година ВМРО не победи поради нови сили и нов дух, туку победи затоа што граѓаните гласа против.
Во Македонија обично се губат избори кога некој гласа против и најчесто гласаме против и тогаш во центар исто така изгубија затоа што граѓаните гласаа против мерките што беа преземени да не излезат сите на гласање. А исто така минувањето на иконографијата, односно боите, само покажува дека сме монотона држава во рамките на промовирање на нови кампањи или нови политички идеи и дека тапкаме во место 25 години, затоа можеби не бива како држава, да бидеме реални. Веќе 25 години ги гледам истите лица, ги гледам истите ветувања со подмладени сили, но ништо не се случува ново во државата и поради тоа туку млади луѓе си отидоа од државата. Во врска со листите, ВМРО гради стратегија на единство. Значи, тие покажуваат на своето членство дека кога си член на ВМРО ДПМН, буквално не може ништо да ти се случи. Затоа и министерот, кога го фатија пијан, остана, нели, како заменик министерот си остана, Тиме Спасов, затоа сите некако се згрижени и како што можете да видите, тие постепено ичезнуваат, но дел од нив се уште присутни. Ги гледаме на митинзи, се појавуваат заедно до раководството. Го нема на листите, но денеска држи пресконференција за пензиите. Дали некој го праша кога држеше пресконференција од новинарите за инцидентот? Не. Дали почна да се прави селекција на новинарите кога ве повикуваат на пресконференција? Значи, ве повикува заменик министерот од ВМРО ДПМН, например, дополнителниот министер повикува само медиуми кои смета дека се блиски и може да пренесе пораката, тоа го прави другиот, односно тоа го прават буквално си играме пинг-понг. Тоа не е во ред. Од каде знаете дека ова вака? Кажа, значи јавно е тоа кажано, јавно дека тоа се случува. Зошто со негативна кампања мислат дека ќе ги добијат изборите едните и другите, бидејќи тоа им е единствена дут, ако се оцрни другиот, дека ќе се добијат изборите. Бомбите не успеа да направат голема промена кај дел од населението, но верувам дека со бомбите се доби значително гласачко тело од неопределените кои во последните избори буквално не излегуваат да гласаат. Значи, луѓето немаат поттик да гласаат, овој пат можеби ќе излезат и ќе гласаат против една од опциите. Значи, тоа го нагласувам дека во Македонија, освен тие што се политички, нели, со политичка етничка припадност, другите гласаат против, не гласаат за. Срачини, граѓанските политички листи на СДСМ контроверзни, но сепак со призвук на шаренилото кое што ја одбележа минатата година, или листата на ВМРО ДПМН во која лидерот е повторно предводник на онаа номенклатура која што 10 години сигурно гази по стазите на владеачката партија. Околу листите каква разлика можете да видите? Околу листите имам една генерална забелешка кон сите политички партии во Македонија, кои што го чекаат последниот момент за да ги објават кандидатите за кои што граѓаните треба да гласаат. Тоа е толку нечесно. И сега во таа нечестност, сепак Социјалдемократскиот сојуз ја имаше доплеста да ги објави листите на кандидатите за да види граѓанството и да го измери пулсот на граѓанството, дали се тоа тие луѓе за кои што би гласале. Се разви голема полемика, јас лично имам преференции, таму има луѓе кои што не ми се допаѓаат, има луѓе кои што ми се допаѓаат. Што се однесува до присуството на граѓанските активисти, мислам дека тоа го имам истакнато во повеќе прилики, мислам дека е легитимно право на секој граѓанин на Република Македонија да учествува, да бира и да биде биран. Тоа е уставно право. И мислам дека тргнувајќи од позиција тие што критикуваат, да критикуваат некого дека влегол во листа на политичка партија или дека сака да направи нешто, сака да се кандидира, тоа е една тотално промашена и невалидна позиција на критика. Друго е да се критикува профилот, програмата, пристапот, што се нуди и така натаму. Ние, за жал, во Македонија немаме таква дебата. Ние имаме дебата, ад хоминем дебата. Кој седи на масата, а не што нуди. Што се однесува, тука се спомна дека, нели, ставе дека на опозицијата дека живееме во криминализирана држава. Тоа е факт, луѓе. Тоа не е став. Ние слушнавме во каква држава живееме. Ние на собствена кожа чувствуваме во каква држава живееме. Ние гледаме дека имаме целосна узурпација на сите институции на системот од страна на партиите на власт. Ние гледаме дека криминалци можат што сакаат да прават во оваа држава. И тие криминалци се блиски луѓе на врвните раководства на партиите на власт.
Ние гледаме дека човек може да возди со 200 на час на булевар Илинденска, сред бел ден, да го објави тоа на Facebook и никој да не интервенира за тоа. Ние гледаме дека можеш да згазиш и да убиеш човек и да не лежиш за тоа. Ние гледаме многу работи овде кои што се тотално непоимливи за било кое демократско општество. Што се однесува до демократизацијата на партиите, таа ќе дојде тогаш кога ќе се добие она што го бараат граѓаните, а кое што главните политички партии од чисто опортуни причини за да не се дозволи демократија внатре во партиите, го држат закатанчено. Изборниот систем, ние имаме неправеден изборен систем, доколку тој се направи онаков како што смета слободарската јавност, демократската јавност во Македонија, една изборна единица со отворени изборни листи, со преференцијални гласови, тогаш, ако партиите не сакаат да се демократизираат, граѓаните ќе изберат кој од таа листа на таа партија ќе излезе горе или ќе влезе во парламентот. Божиновски, се согласувате ли дека отсуството на правда за кое што говореше Сарачини може да донесе на овие избори некакви поместувања во политичкиот момент? Отсуството на правда, видите, судската власт... Тоа е генерална категорија, меѓутоа за неа многу се зборува минативе години. Впрочем, за тоа се формираше СЈО, така да имаме една консензус. 25 години се говори за реформа на судството и за судската власт. Значи, очигледно дека во Македонија е потребна сериозна реформа на судството, со оглед дека отсуствува една посилна подршка кон судството и тоа можам да ви го кажам во континуитет од 91 од 92 до денес. Сите истражувања кои што се правени на оваа тема, без разлика кој кога било на власт, покажуваат дека се нема доверба во судската власт. И тука се согласувам дека е потребна реформа, дека таа треба да се направи и верувам дека по завршувањето на овие избори конечно ќе се ВМРО ДПМН е на власт веќе 10 години. Сега не сме 91-92, сме 2016, кога светот отиде многу напред во секој аспект, и технички, и технолошки, и демократски, и како сакате земете го. Дали за овие 10 години направивме некој помак или отидовме надоле во делот на правосудството? Технички и технолошки ние сме отидени напред, ако се споредиме со пред 10 години каде. Судството е нешто што е каде што е потребна сериозна реформа на која што до сега никој не се нафатил. И затоа ние си имаме... Зошто не се нафати ВМРО ДПМН? Значи, зашто мене ме прашувате? Да прашувам. Значи, ниту една до сега, ниту една власт не се нафати да направи сериозни реформи во судството. Има одредени почетоци со создавање на таа академија на суди, со воведување на одредени правила и норми за избор на нови суди. Ќе видиме тоа како и што ќе донесе, дали ќе донесе ефект, но се уште тоа е сектор каде што е потребно малку посериозно да се посветат партиите. Но има тука еден друг проблем. Проблемот е дека кога се прави толку темелна реформа како што треба да биде судската реформа, каде што граѓаните после известен период ќе почнат да стекнуваат доверба кон неа, потребен е и политички консенсус. Значи, потребен е и политички консенсус помеѓу политичките партии. Ние немаме базична комуникација помеѓу самите политички партии. Една таква реформа, условно речено, значи пред неколку дена на 24 вести во анализата со Мишко Иванов, кога рече дека ќе има едно целосно рекомпонирање на судскиот систем. Тоа дали спаѓа во вашите вкусови? Значи, видите, ние не може да... Сите најавуваат нешто. И сите едноставно сакаат да имаат одредено влијание кон судството. За да се направи квалитетна судска реформа, потребно да има прво политички консензус меѓу политичките партии и во власта и во опозицијата. Не може поинаку. Ние кај нас нема базична комуникација помеѓу политичките партии, а не некаков консензус за нешто. И тука е проблемот. Нема никаква комуникација. Нас ни е потребно некој од страна да дојде и да ги седне политичарите за да се обидат или да направат некаков договор вообичаено под некаков притисок и така натаму. Но тоа повторно не носи резултати, бидејќи договор под притисок се знае после како се исполнува, например Пржински договор. Спасов, што мислите вие за недостигот на правда? Може ли тој да биде надоместен после овие избори? Не знам дали може да биде надоместен после овие избори, меѓутоа ќе мора да се надоврзам на колегата Божиновски дека од 91 година навака судството не е, односно не е систематски
поддржувано, реформирано и така натака. Значи, едно е што ние мислиме, друго се фактите кои што говорат во последните 10 години и двајцата работиме истражување и добро знаеме дека има прашање кое што се мери доверба во судството. Довербата во судството моментално е најниска од било кога, од кога воопшто се мери јавното мислење во Македонија како во судството, како институција. Втора работа, на страна јавното мислење како перцепција која што може да биде субјективно, да ги видиме другите индикатори кои што говорат тоа. Судство не ми е специјалност, меѓутоа памтам неколку индикатори и точни факти кои што говорат токму тоа дека во последните 10 години сериозно е деградирана правдата. Злоупотреба на институцијата притвор, која што е направена во значителен повисок просек од пред тие 10 години, е страшно нотирано во сите извештаи на Европската унија. Политички прогон, политички затвореници кои што претходно не биле никогаш нотирани се сега присутни во македонското судство. Да не зборуваме за нешто што нормално можеби секој може да каже, ама тоа не е докажано. Меѓутоа, бомбите и она што имавме шанса да го чуеме како докази условно од телефонските разговори во јавноста, говорат за сериозно мешање, не мешање, едначење на извршната со судската власт, каде што двете инстанции соработуваат на ниво на политичка партија. И тука, да сега ние кажуваме дека од 90-та година или од 85-та година или од 60-та година судството не е реформирано, се согласувам и не викам дека пред можеби 2006 година судството било во ред. За волја на вистината не можам ни да се сетам, нити тогаш сум бил толку активен како што сум сега. Меѓутоа, ако ги следиме овие и факти од јавното мислење и реални показатели како индикатори во самото во правната струка, факт е дека во овој момент судството е на најлошо, во една од полошите позиции од осамостојувањето на Македонија. Не за џабе и со подпис на сите 4 големи партии се формираше специјалното јавно обвинителство како целосна реакција на нефункционалното и партизирано јавно обвинителство. Значи, тоа е фактичка состојба која што веќе е смешно, кажам сериозно смешно, да се негира. Значи, нас во овој момент не постои судство. Вие видите, имаме колку, не знам, процеси почна моментално како резултат на обвиненијата на специјалното јавно обвинителство. Ние имавме еден притворен, 2 избуткан, кој што после 3 месеци се ослободи. Имаме низа, значи, на одбивање за притвор, кој што во сите претходни нормални постапки на јавното обвинителство, во сите тие стандарди би биле досудени како такви. Имаме забрана на претреси. Никогаш во изминатото, барем ова го памтам, немало според статистика да не се дозволи претрес на дом или на локација каде што тоа го барал обвинител. Сега се случи. Значи, да не дискутираме за перцепции, да не дискутираме за тоа дали е или не. Судството во овој момент во Македонија не постои, му треба сериозен ресет, му треба сигурен сум дека таму постојат честни луѓе, веројатно постојат и луѓе кои што знаат да се, и сигурен сум дека постојат професионалци. Меѓутоа, сите индикатори, се што се случуваше во последните години, особено од кога практично беше притисната власта да тоа го демонстрира, во која мера таа влие врз судството, видовме дека станува збор за реално изедначени институции, влада и судство. Срачини, дали е дел од честноста на судиите тоа што деневи излегува со едно писание против председателот на Кривичниот суд Владимир Панчевски, го насетија моментот или? Видете сега, секоја влада во овие изминати 25 години имаше политички затвореници. Во 97 да се подсетиме на Тетово и на Гостивар, Алајдин Демири, Руфи Османи се политички затвореници. Може би едино не се сеќавам дали таа влада на Георгиевски и на Џафери имаше такви, но во 2002-та ние третата го имаме случајот Сопот. Потоа тоа дојде власта на ВМРО ДПМН, имаме примери за политички затвореници. Што се однесува до судството, вие ако земете, прочитајте ги извештаите на Европската комисија, на хартија ние избуткавме доста реформи. Да подсетам дека реформите во судството се прават со двотретинско мнозинство во собранието. Значи, тоа се системски закони кај што мора да обезбедите некаков консензус и да ја вклучите и опозицијата во приказната. Тие реформи на хартија се избутка, но во реалноста ние слушнавме дека судиите се бираат по тоа дали имаат плюсче или минусче во нечие тефтерче. Значи, тоа е клучниот проблем. Освен тоа, во судството има кронизам и непотизам, има цели фамилиарни династии,
кои што можете да ги детектирате низ целиот судски систем. И трета работа, стравот. Како власта на ВМРО ДПМН го скрши судството. Да ве подсетам на случајот на Трендафил Ивановски. Да ве подсетам на случајот на судија на Уставен суд и председател на Уставниот суд, кој што беше лустриран. Сега он ќе си ја добие својата правда во Страсбур, но чуму тоа кога, замислете, вие кога му го правите тоа на председателот на Уставниот суд, каква е пораката за останатите суди? И уште еден пример, Јордан Митриновски, се сеќавате, председателот на апелацијскиот суд, како помина, тој си ја доби својата правда во Страсбур. Но кога се случуваше тоа беше, замислете како ја сватиле таа порака судиите во судството. Кога им на овие двајца може да им се случи, што останува за другите нас. И со сите овие фактори, ние доаѓаме до таа ситуација каде што доаѓаме, дури и вие, нели знаете вие во новинарството што е себе цензура, ние и во судството имаме себе цензура. Судијата која ќе види кој му стои на маса, кој е обвинет и кој тужи, нормално ги знае. Мала земја сме ние, лесно се дознава кој со кого е, чифе и како е. Ке се јави некој на телефонче и веќе судијата дали да размислува за себе, за својата безбедност, за своето семејство, за тоа дали утре ќе се најде спружен на насловна и така натаму, и нормално дека ќе суди по политички преференции. Ова што се случува сега е ослободување на духот во шишето или е битка за поместување на позициите во пресрет на судските избори? Јас би сакал да се надевам дека ова е некаква нова надеж, некаков нов ветер. Ке видиме со оглед на тоа што ни се случувало во изминатите 25 години, јас сум голем скептик дека реформите во судството може да се придвижат без да имаме навистина генерален реизбор. Ама не генерален реизбор по политички преференции. Ние еден таков имавме во 90-тите години и тој всушност донесе луѓе кои што се блиски до одредени политички опции во судството. Нам ни треба генерален реизбор, но врз основа на однапред утврдени критериуми. Како судел судијата, колку случаи имал, колку успешно ги завршил, дали луѓето се жалеле, колку пресуди му паднале и така натаму, за да дојдеме да испливаат најдобрите кандидати. Ние ако се однесуваме повторно после 11 декември овака како што сме се однесувале како општество досега, џабе се било какви заложби, дали на Социјалдемократскиот сојуз, на ВМРО, ДУИ и така натаму. Ако нема систем, ако нема критериуми, ако нема меритократија во Македонија, нема ни реформи во судството, ниту во било која општествена област. Очигледно судството зазема голем дел од оваа кампања и ќе продолжи да зазема, но ова е кампања што може да донесе и доста агресија. Се надеваме дека ќе ја нема. Сепак, низ призма на медицината, што се случува во главата на политичарите, кога се нападнати под присмотра или им се заканува затвор? Го прашавме доктор Чепреганов за ова, па би молел да го слушнеме тоа парче. Значи, во нашиот мозок има две структури кои го водат нашиот однос, ваш према мене и мојот према вас. Еден се вика амигдала, тој е емотивен мозок, а другиот е префронталниот лобус, тој е контролор. Значи, во колку амигдалата со своите емотивни напливи го надвјасува, го победува, го води, е над фронталниот лобус, јас сум хистероиден, параноичен, викам, цркам, зборам со глас како што не треба, правам гримаси како што не треба и така натаму. Значи јас сум хистероидна личност, да не кажам психопатска личност, затоа што мојата амигдала раководи со моите дејанија према надвор. Експресијата на мојата личност е хистероидна. За жал, не сакам да коментирам, али многу личности кои гледам во парламентот имат такви карактеристики. Тоа е лошо. Ако сум ја парламентарец, јас треба да имам достоинство, треба да имам его, сигурно и јако, и да служам за пример на целиот народ. Затоа што народ ме избрал. А не да му сеам омраза, да му сеам злоба, да му сеам завист, да му сеам љубомора и така натаму, што го расцепува народ. Значи, политичка свест и совест. Кога велам совест,
Тоа е она што нас не фали. Тоа е инкорпорацијата на тие норми, три пати и кажа виш, и социјални, и морални, и етички, и духовни, ами знај. Има излез од градинката, треба да почнам да ја исправам фиданката. А не да го пуштам да дојде до студии и да не знае каде е. И кој ќе заврши студии, нема што да работи ако нема партиска книжка, бега од земјата. Излезоте во тие кои што ја креираат политиката, кои што ја водат земјата, да го осмислат тоа. Да, Лопарски, колку македонските политичари се обидуваат да внимаваат на говорот на своето тело, на повишувањето на тонот, на гестикулациите, дали тие ги оддаваат? Па, сега ќе ги поделам. Например, ВМРО ДПМН изминатите 10 години покажа конзистентност во настапите во јавност, односно кога ќе видите членовите на нивната партија или пак представниците имаат постојано исти движења на раците, говорење, значи имаат добра обука за тоа како треба да зборуваат, но од другата страна па СДСМ, бидејќи со оглед на менувањето внатре во партијата, можеме да кажеме дека има сосем друг концепт на настап. Многу се посмирени, се обидуваат малку да допрат повеќе до народот, а за разлика пак сега ВМРО последнава година покажува малку поголема агресија. Како пример, само ќе посочам дека изминативе години никој од нас не се сеќава на говор на некој политичар што оставил некаков белег. Некој да памти некој нешто дека кажал. Порано и во парламентот кога ќе излезе некој, например во првиот, вториот или третиот парламентарен состав, бидејќи јас ги памтам тие состави или сум информирала како новинар, се памте одредени работи како добри поенти. Во последно време, освен настапите на телевизиски интервјуа, на митинзите или на говорите нема никаква добра поента и ораторството некако е многу чудно. Како добар пример ќе го посочам од странство, значи Обама го сметаат за еден од врвните говорници, кој прави паузи, потенцира работи, кај нас не се прави повеќе пауза кога се зборува, се гледа да се стави се на брзинка на куп и пораките кои се испраќаат не се конкретни и за одредена целна публика, туку буквално некако лепдиме во последно време. Едноставно се изгуби испраќањето на политичка порака, политичка мисла, бидејќи сите некако, како што кажав, сме насочени на тоа што прави другиот, а не гледаме што можеме ние да направиме за да собереме повеќе гласови. И наместо да се обраќаат не да се обраќаат на само сопственото гласачко тело, треба да се обраќаат на оние кои овие избори може да ги решат, како што напоменав, последните истражувања, не знам која агенција ги правеше, покажа дека 36% од граѓаните се уште неопределени за кого ќе гласаат. Срачини Лопарски рече дека во последно време се забележува разлика помеѓу настапите на ВМРО ДПМН и СДСМ. Онаа смиреност што некогаш ја имаше ВМРО ДПМН сега е преселена во делот во политичкиот кампус на опозицијата, а ВМРО има понервозни реакции. Се согласувате вие со ова? Па дискурсот на ВМРО ДПМН и на СДСМ бил цело време овие 10 години различен. Со тоа што дискурсот на СДСМ во последно време станува се популистички. Значи, го упростуваат својот јазик и не говорат веќе во некакви условно речено интелектуални флоскули или нешто што не можат луѓето да го разберат. Тоа можеби ќе донесе некаква придобивка за социјалдемократскиот сојуз. Но од друга страна, разликата во едниот и во другиот популизам е што во едниот популизам јас не забележувам повици за насилство, за разлика од дискурсот на ВМРО ДПМН. Председателот на ВМРО ДПМН го слушнавме во неколку говори како ќе дигал луѓе на клоци и така натаму и така натаму. Насилството или имплицитното насилство во говорите кажува дека ВМРО ДПМН е во дефанзива. Кажува дека тие се веќе свесни без оглед, нели, не се само бомбите, туку едноставно доаѓа до заситување на луѓето од една политичка опција. ВМРО ДПМН е предолго на власт. Што и да направи сега, дури да ја понуди најдобрата политика, најновите, најсвежите луѓе, сепак баластот, товарот на бидувањето 11 години на власт без прекин е тука.
Да направиме една паралела со тоа што се случи во Соединетите држави. Излегоа институти, излегоа бројки, излегоа истражувања дека администрацијата на демократите, администрацијата на Обама ја излекла Америка од кризата. Значи од онаа криза од 2008 година. Американците гласаа против Обама. Тоест, сушност, не гласаа против Обама, против демократите, туку гласаа за промена. Значи, тоа е нешто што општеството во Македонија би требало да почне да го размислува, како што велеше, мислам, Марк Твен, дека политичари и пелени се менуваат често од исти причини. Ќе ве замолам сега малку да одмориме тука во студиото. Во живо во Отворено 24 ја вклучувам Ангелка Пеева од Идеја Плюс, агенција што долги години работеше политички кампањи. Пеева, добра вечер. Добра вечер. Во зградата зад вас треба да седнат нови 120 луѓе. Своевремено и вие бевте дел од овој дом. Каква е разликата тогаш и сега? Да. Разликата од првиот парламентарен состав па преку оној во кој што јас бев член и оној денес е огромна. Интелектуалното ниво на представниците на граѓаните, за жал, во секој нов состав е се пониско. И се надевам дека ќе имаме можност тој тренд да го промениме сега. Вие работевте во мноштво кампањи за ЛДП, за ВМРО, ДПМН, за ГРОМ, но се чини во последно време дека се помалку политичките партии ги ангажираат домашните експерти. Зошто е тоа така? Прво ќе ви исправам во набројувањата за кого сум работела, за Сојузот за Македонија, Либералната партија, Либерално-демократската партија и ГРОМ. И вториот дел од прашањето, зошто политичките партии не ги ангажираат домашните експерти, затоа што можеби помалку им веруваат. А зошто помалку им веруваат? Затоа што според анкетите граѓаните помалку им веруваат на политичарите и се надеваат дека можеби некое магично стапче од надвор полесно ќе го реши тој проблем. Се чини дека условите на политичката сцена денеска се поинакви од оние пред 2, 3 или пред 10 или 15 години. Се согласувате ли дека не сме навикнати да гледаме дефанзивен пристап во кампањата на ВМРО ДПМН, например, како што тоа може да се забележи изминативе неколку денови или неколку недели? Јас не би можела да дадам таква констатација, тоа и денеска кога разговарахме ви го потврдив. ВМРО ДПМН е од првиот ден од кога ја превзема власта во Република Македонија прилично вешто, мудро и стратешки ги користи политичките комуникации, што несомнено покрај останатиот сегмент ги одржа веќе 11 години на власт. И сметам дека оваа дефанзивност е резултат на поинакво постување на политичкиот контекст и на политичките сили во опкружувањето. Мислам дека се лимитирани можностите за политичката реторика и за политичките алатки во овој период во кој што во моментов се наоѓаме. Инаку кампањата започнува формално утре, значи ние не сме во период на кампања и покрај тоа што Македонија во последнава година и пол во континуитет е под притисок на политичките пораки од сите политички партии. Сакате да кажете дека се сменети условите на политичката сцена после појавувањето на специјалното јавно обвинителство, па оттаму промените во настапот на политичките партии? Политичката сцена е значајно променета од седувањето на 4 лидери на една маса и нивниот договор за тоа како да се извлечат од политичката криза, што сите политички партии ги размести на различни позиции од оние што беа претходно поставени. Се разбира голем придонес во сето тоа, имаше прилично шокантиот одек на така наречените бомби или снимените разговори кои што беа објавувани во јавност. Очекувате ли некоја иновативност во кампањите што сега ќе следуваат? Очекувам прилично жестока битка.
очекувам реторика која што е можеби малку зајакнато од тоа што до сега сме имале прилика да го видиме. Мислам дека оваа политичка кампања, за разлика од претходните, ќе се разликува по приближувањето на бројките, што сега во моментот ги гледаме од истражувањата што се работат, и мислам дека сите политички сили ќе го дадат својот максимум во оваа политичка кампања, затоа што околностите во кои што се случува се значително различни од сите претходни кои што досега сме ги имале. Денеска ми рековте кога разговаравме дека кампањата е занает, дека не треба да зависи од личните вкусови или политички определби. Но во време на ваква политичка поделеност, па би рекол и политичка омраза, се изгуби ли еснавската професионалност? Ние како луѓе кои што сакаме и инсистираме на професионалност во политичките комуникации, би сакале да таа професионалност го задржи своето етичко ниво, иако понекогаш можеме да видиме нешто што е различно од она што значи етичка комуникација. Би сакала до сите политички субјекти да упатам еден апел дека симнувањето на нивото на политичка комуникација пред се им штети на самите политичари, а не на луѓето кои што работат политички комуникации. Сега логично би било прашањето зошто им штети, затоа што симнувањето на таа реторика на едно друго ниво, кое што би рекле не е достојно за она што во принцип е нивна работа, ја намалува довербата кон самите нив. Вие ако ги погледнете истражувањата што ИРИ ги работело во последните неколку години, ќе видите една фрапантна бројка на неопределени граѓани, кои што едноставно ја губат довербата во политичкиот сегмент во Република Македонија. И тука политичарите треба да размислат, седнат и го определат патот по кој што ќе се движат понатака. Во спротивно ќе се случува она што имавме прилика да го видиме во некои други земји. Ангелка Пеева, ви благодарам што бевте дел од оваа емисија. Ви благодарам и вам и продолжете со успешна дебата. И Пеева го спомна на крајот тоа што веројатно сите го очекуваат, на кое што веројатно многумина се надеваат од политичките партии. Спасов, мислите ли дека неопределените можат да бидат привлечени од некоја од понудите? Секако дека можат. Прашањето е колку и во која мера, и нешто што јас исто така би сакал да го искоментирам, прашање е колку се тие неопределени. Тие бројки што се јавуваат во истражувањата од 30, 27 и така натаму проценти, тоа е малку преголем реално процент од тоа вистински колку се неопределени. Голем процент од тие гласови се скриени гласови, кои што се секако определени, на крај плюс минус се распределуваат по истиот сооднос на актуелните рейтинзи кои што се од оние кои што се веќе определени. Така што кампањите во принцип добрите кампањи и успешните кампањи и оние кои што направи разлика може да го сменат гласот во корист на едната или другата партија од 3 до 6% во зависност од тоа како се одвивала кампањата во некои нормални услови. Имало ретки примери кога се случувале големи промени, меѓутоа при тоа во некои кампањи кај што се случувале огромни скандали, корупцијски скандали кои што излегувале, злоупотреби и така натаму, каде што можеби можело да се направи нешто повеќе од тоа. Меѓутоа во основа граѓаните имаат долго време да се определат 4 години од еден мандат на една влада до пред изборите за тоа за кој кого ќе гласат и кого поддржуваат. И самата кампања како таква, баш изборната кампања тие 20 дена, може да промени, но меѓутоа не е толку вистински многу колку што некои можеби очекуваат. И ќе зависи во голема мера од тоа колку и како ќе комуницираат партиите во самата кампања и кој можеби ќе има поприлагодена порака и ефективна кампања кон тие неопределени, односно незадоволни гласачи во тој момент. Така што оваа кампања според мене е исклучително тешка за прогноза. Мислам дека тоа е една од причините што и јас и колегите
сме релативно воздржани од прогнозирање и покрај тоа што промени се очекуваат сериозни во однос на Зошто сте на воздржани? Зошто веќе не Затоа им веруваме што- на анкетите? Не, анкетите им веруваме, меѓутоа проблемот е што сега имаме неколку ситуации кои што се малку различни од претходно. Прво и основно, за прв пат имаме сериозна индиција дека солиден процент од албанските гласачи може да гласаат за опозицијата. Во анкетите, меѓутоа и генерално од перцепцијата која се гледа дека има големо разочарување во политичарите од албанскиот блок, а едно сериозен процент од тие граѓани кажуваат во анкетите дека може да гласат за опозицијата. Малку е тешко да се процени колка вистински ќе биде процентот тој глас кој што може да дојде од таму во кампусот на опозицијата во овој момент. Тоа е едната работа. Втора работа што сериозно мислам дека и тоа секогаш бил проблем, иако ние како истражувачи и Владимир претпоставам имаме алатки за откривање. Сериозен проблем е тоа што има еден голем процент на скриени гласачи кои што тешко или барем досега сме се мачеле да ги откриеме каде вистински припаѓаат. Најчесто опозицијата во минатото била на некој начин подзастапена во анкетите од проста причина што гласачите на опозицијата се плашеле да кажат за кој ќе гласаат. И така што имам една и трето мислам дека има едно големо разочарување од владеачката партија од ВМРО ДПМН, кој што се повлече во тие неопределени, меѓутоа кој што се уште на некој начин не се распределува. И мислам дека тој процент на гласови кој што се повлече од поддршка на владеачката партија е прашање се уште како ќе се распредели на овие избори. Божиновски, се согласувате ли вие дека Не дека има... само да завршам. Добро. Не дека прогноза не се прави, и како се прави, меѓутоа мислам дека можеме исто така и да бидеме доста изненадени од некои трендови кои што за прв пат може да се покажат на овие избори. Вие, Божиновски, мислите ли дека може да има изненадување со оглед на тоа дека имаме еден блок во десницата што е новоформиран, тоа е ВМРО за Македонија, и ја имаме левица како партија на другата страна. Можат ли овие две или едната од нив да направи некакво изненадување на овие избори? Па, кратко да ви одговорам, не. Значи, генерално, левица е се уште партија која што е во зародиш. Значи, треба да се представи на граѓаните. Мислам дека во зависност од тоа се разбира колку гласови ќе освојат на овие избори, може да се профилираат како посериозна партија, но да бидат подготвени за нешто повеќе дури до следните избори. Но тоа зависи како ќе поминат на овие избори. Од другата страна ги имаме политичари кои што веќе сите добро ги знаат, кои што веќе имаат отидено на повеќе во повеќе изборни циклуси, така да горе-доле отприлика се знаат кои може да бидат и очекувањата. Реално од таа коалиција која што направија Љупчо Ѓоргиевски, Бошковски и Стојанче Ангелов, реално одреден број на гласови може и има капацитет да собере само Љупчо Ѓоргиевски. В зависност од тоа колку он како ќе се активира, како ќе се ангажира, колку ќе ги мотивира тие своји гласачи, можеби ќе може да изнесе определен дел од нив. Но тоа е повторно во рамките на она што го има освојувано, да кажеме, во 2014 година. Што се однесува до придвижувањето кое што е во однос на самата кампања на СДСМ, која што делумно се обидуваат да алудираат кон етничките албански гласови. Тоа може да им донесе одредена корист, но може да им донесе и такако сериозна штета. Значи, вие, например, имате на некој начин приближување или додворување кон албанските гласачи со определени најави за дополнителни етнички отстапки, кои што можеби ќе им се допаѓаат на нив од страна на СДСМ, но од друга страна воопшто нема да им се допаднат на неалбанските гласачи кои што се ткивото и на ВМРО ДПМН и на СДСМ. Вие имате одредени објави на Facebook и по одредени медиуми каде што за одредени ликови се коментира дека биле војни злосторници, а гласачите кон кои што се стреми и СДСМ не го мислат тоа, туку напротив го мислат спротивното. Така да вие во оваа битка, значи, јас сметам дека иднината на Македонија е во граѓанските опции. Јас сметам дека треба да постојат две партии, не две со две партии. Но тоа да се направи, треба да се направи граѓанска платформа. СДСМ да се обидува да освои дел од албанските партии преку етничка албанска платформа е сулудо. Затоа што само да довршам. Значи,
во обидот да привлече дел од гласовите, може да изгуби многу повеќе. А тоа ќе видиме како ќе се одвива во следниот. Зрела ли е Македонија за овој граѓански концепт? Дали СДСМ може да биде обединител на тој концепт? Прво да кажам дека апропо ова што го кажа Божиновски, дека одреден Само се извинам, после ќе дадам простор на публиката да постави прашање, па би можеле да се подготвите доколку имате некој прашање за нашите дискутанти. Значи, повторно, не се работи за мислење дека некој е злосторник. Се работи за судска пресуда на Хашкиот трибунал. Зборуваме за Јохан Тарчуловски, сега да ни биде јасно. Да, не се работи за мислење, туку се работи за факт. Дека тој е осуден човек од трибуналот во Хаг. Добро, осуден, но веќе нема никакви реперкусии, нели може да биде на листа и така. Да се држиме до фактите, така. Што се однесува до тоа дали албанските гласачи би гласале за некоја политичка опција, би гласале секако доколку има понуда. Само ќе направиме паралела од минатите избори, Социјалдемократскиот сојуз освои 300 и нешто илјади гласови, а председателскиот кандидат на Социјалдемократскиот сојуз освои 400 и нешто илјади гласови. Значи, тука веќе добар дел од тие гласачи беа гласачи албанци. Значи, од таа разлика. Социјалдемократскиот сојуз во своите редови внесе албанци и тоа ги стави на прилично, нели, во централниот одбор, на кандидатски листи и така натаму, и тоа може да привлече албанци гласачи. Но за да привлече на вистина голем број на гласачи албанци кои што би ја направиле, разликата треба да има понуда. Понуда, и тоа не зборувам многу за онаква некаква етничка понуда, тоа е водата на која што сака пропагандата на ВМРО ДПМН да ја наведе приказната, например федерализација или било што. Тоа не е нешто, Заев кажа на една емисија на една друга телевизија, кажа дека им кажа на аналитичарите албанци и федерализација не. Така. Туку можеме да зборуваме за децентрализација, за зголемени ингеренции на општините, за регионализација и така натаму. Конкретната понуда која што фали кај албанците и тоа што ги боли на вистина албанците е тоталната деградација на образовниот систем кај албанците. Тоа што луѓето отидете малку по албанските средини каде што живеат албанците, одат во кал до колена, нема амбуланти, училиштата се девастирани, нема услови за живот, нема водоводи, нема струја стабилна. Значи нема услови за живот. Добро, тоа е општо, не е само кај албанците. Не, има разлика, Младен, да бидеме искрени, има разлика. Има разлика. Отидете по албанските села и по руралните средини, отидете по други делови на државата и ќе видите дека има разлика. Има сериозна разлика. И тоа е таа понуда која што некоја политичка партија во Македонија треба да ја запакува, ако сака да не го дели етнички ткивото на Македонија, пошто тоа е едно ткиво. Ние можеме да мислиме тука дека но столбот на кој што почива Македонија се добрите меѓуетнички односи. Тоа го тврдам и стојам за тоа, имам и аргументи за тоа кои што можам да ги приложам во дискусијата. Понудата не треба да биде етничка. Понудата треба да биде конкретна и секако треба да ја адресира на некој начин долгогодишната дискриминација која што им се случува. Тоа не е последица на ова владење и оваа влада на ВМРО и ДПМН и ДУИ има направено добри работи за да се поправат некои работи, ама има направено и многу други полоши работи кои што се далеку поголеми и поенорми, како и претходните влади. Конкретно, албанците мислам дека во голем дел се веќе влезени во некаква постетничка фаза, само ја чекаат конкретната понуда. Мафтање со јазик и со знаме веќе не врви така кај албанците. Ама јас не гледам во овој момент конкретна понуда која што ќе ги допре оние болки на албанците кои што се болки всушност како што рековте и на сите граѓани на Македонија. Благодарам. Пред да ја вклучиме публиката, ќе го повикам прилогот на колешката Светле Божиновска, која што разговараше со повеќемина експерти за овие изборни случувања и мислам дека ќе можеме да видиме еден поинаков пристап за тоа што може понатаму да не очекува во оваа изборна кампања.
Трката по гласачи, партиите и нивните лидери ја почнуваат со многу ветувања, понуди и програми, но прашање е колку од нив се реални и ќе бидат исполнети. Дали довербата ќе биде само празна флоскула и збор без важност и значење или обврска да се исполни ветеното? Дел од експертската јавност вели дека оваа предизборна кампања за очекување е да биде една од најсуровите и по вокабуларот и според досегашната битка која се води на политичкиот ринг. Професорот по социјална антропологија Горан Јанев вели дека и овој пат политичарите ќе ги искористат своите најмојкни оружја, популизмот и празната реторика, за да го освојат гласот на неопределените, но и за да ја зацврстат позицијата кај своето членство. Проблемот е, вели Јанев, што се случува масовна стратегија на деполитизирање на граѓанството, кое не знае да го разграничи политичкото и партиското. Значи, уништувањето на она што значи заедница и општество е непрекинат процес во оваа земја. Тоа е под притисок на оние неолиберални политики, кај што заборавивме дека граѓаните, дека политичарите заборавија кои се граѓаните. Граѓаните не се гласачи. Кога ќе ги сватите граѓаните како гласачи, тогаш имате можност за таа ароганција која што ја слушнавме или ја сведочиме со години назад, значи не се само едни вакви или онакви. Сите не забораваат на крај како граѓани со своји потреби и пред се неопходно да се направи дистинкција, разлика помеѓу личен интерес, што ќе каже вработување, некакви врски за влез ваму или онаму или не знам што или околу бизниси, и она што е интерес на заедницата. Во трката по гласови покрај вербалната комуникација и убедливиот говор на политичарите, исто толку важна е и невербалната комуникација, говорот на телото или ситните детали. Според Лукреција Мајковиќ Атанасовска од Академијата за протокол, невербалната комуникација открива колку политичарите на вистина се грижат за другите, дали нивните намери се искрени или лажни, кога ќе застанат на бината пред граѓаните и ќе ги испорачаат ветувањата. Најчесто е контактот со поглед. Знаете доколку вашите очи се движат на лева страна или на десна страна, наместо да го гледате говорникот кога зборувате, тоа значи дека или лажете или се повикувате на некои неисполнети ветувања. Ставот на рацете никогаш не треба да е затворен, ниту пак да е агресивен, со кој што покажувате ароганција, секогаш треба да е помек, но во секој случај треба да е отворен, значи без стиснати тупаници, без прекрстени раце. Но граѓаните тоа и без да бидат стручни знаат да го препознаат. Допирањето на носот е исто така еден сигнал на лажење. Тука ние се битно лажењето, лагате и вистината во изборната кампања. Недостаток на диалог на општествено-политичката сцена, според професорот Јанев, е недостаток или отсуство на политичка култура. Од тука односите во политиката ќе зависат од тоа колку граѓаните знаат и можат да препознаат квалитет и доверба кај нивните представници во парламентот и како да ја казнат или наградат нивната способност или лага. Ние сега имаме проблем на редефинирање на она што е суштина на еден политички систем. Суверенитет на владење и легитимитет на владење. Суверен владетел во демократиите е граѓанинот. Тој ја пренесува својата сувереност на некој политички репрезент кој што во парламентот ќе седне во законодавниот дом и ќе уредува општественото живење. Граѓанинот кој ќе се освести дека треба да ги бара таа отчетност, да ја бара секојдневно, во континуитет, од ден еден кој ќе дојдат на власт, па до крај, и кој ќе ги бара одговорни зошто касните со исполнување на оваа мерка, зошто оваа мерка ја испервертиравте, зошто оваа мерка веќе не се исполнува. Нема тука одговори светска криза, регионални превирања, бегалска криза, што све нема да ви раскажат, сем да ви кажат зошто они не си го завршили домашното, затоа што немаат крајна идеја. Затоа што не знаат како навистина се прави тоа. Ние е многу проблем на многу неписмени луѓе, необучени и неостручени луѓе кои што се активни чинители на нашиот политички живот. Нас ни треба едно целосно дигање и издигање на не само на граѓанската свест, туку и на интелектуалниот, односно сознаниот капацитет како се прават работите за да почнеме да ги менуваме работите. Јавната функција носи и некои обврски и должности, меѓу кои кодексот на облекување. Тој не е запишан во камен, но сепак во светот постојат одредени стандарди за тоа како треба да изгледа јавна личност од политичкиот живот.
Доколку се меѓународот треба да се понеформални, не се бара вратоврска, меѓутоа не треба да си дозволат да бидат па и премногу лежерни, затоа што кандидатите всушност се символика на лидерите и луѓето сакаат да се поистоветат со нив, да бараат стабилност во нив, така што пак ќе кажам, значи треба да се остават модните експерименти и лични стилови настрана. За време на предизборната кампања очите на избирачите се цврсто вперени во политичарите, но пресудно според познавачите ќе биде колку нивните политики ќе успеат да го променат, односно подобрат животниот стандард, да ги сузбијат криминалот и корупцијата и дали ќе успеат да им обезбедат на новите генерации пристоен и достоинствен живот во својата земја. Токму така зборуваме за пристоен и достоинствен живот во својата земја. Мислам дека тука и студентите би сакале да се вклучат во делот од дискусијата. Прашање имавме од оваа страна. Повелете, представете се. Добро вечер. Јас сум Милена Димковиќ од Факултетот за безбедносни науки при МИТ универзитет. Би сакала да ги прашам панелистите колку ќе бидат вклучени младите во предизборната кампања од страна на партиите и дали ќе биде решен проблем со исилувањето на младите од Република Македонија, односно одлив на мозоците. Ова е едно комплексно прашање што захтева доста обсежен одговор, меѓутоа накратко да прокоментираме. Ги гледаме ли младите во политичките кампањи? Божиновски? Ете, младите се една од оние најнесигурни демографски категории за политичарите. Најнесигурни во смисла дека за разлика од другите возрастни групи, најмалку излегува да гласат. Тоа значи не се интересни за политички партии? Не, они се секогаш и тоа како интересни за политичките партии, но доколку треба да се бира помеѓу, не знам, млади и пензионери, некако побитни им се пензионерите, не само кај нас, тоа е случај и во многу други европски држави. Така да младите за да на некој начин станат поинтересни, условно кажано, за политичките партии, иако они секогаш се као во фокусот, треба да учествуваат повеќе и во самиот предизборен процес, значи да им се слушне нивниот глас. И затоа ние имаме проблем едноставно другите групи, поголеми групи во општеството, некако се погласни, некако повеќе успеваат да им се наметнат на самите политичари, без разлика дали станува збор за возрастни групи, професионални групи и така натаму. Во однос на како да го спречиме иселувањето? Во однос, како видите, Македонија, значи луѓето се иселуваат од секогаш. Особено тоа се интензивира во одредени периоди на 60-тите имате, одредени периоди на 70-тите имате и потоа некаде од почетокот на 90-тите па до денес тоа е еден константен процес. Да се спречи иселувањето на младите, треба да им се даде добра понуда на младите да останат овде, да се креираат работни места, едноставно да им се даде шанса за подобар живот. Само така. Значи, не е тоа решение кое што може да се заврши за еден ден. Потребен е период. Јас се надевам дека малку повеќе ќе се посветат политичарите на оваа проблема. Спасов, гледате ли вие дека некоја од политичките партии конкретно ги адресира младите повеќе од другите? Јас мислам дека ВМРО ДПМН во голема мера оваа кампања ќе ја темели на комуникација кон младите, бидејќи процената дека таму изгубија доста во изминатиот период. Почнувајќи од студентските протести и после таа цела една плејада на други протести и така натаму, мислам дека и тие се свесни, а истражувањата покажуваат дека значително голем процент на тие луѓе ги одбиваат политиките на ВМРО ДПМН и за разлика од Божиновски, јас сметам дека овој пат ќе ги таргетираат, бидејќи останатите групи како пензионерите на некој начин веќе се условно искомуницирани или обслужени со мерки и бенефити. Така што младите мислам дека направија голем исчекор. Јас сум лично среќен што почнувајќи од студентските протести па средношколските се покаже на активизам кој претходно го немаше. И тоа е нешто што е навистина добро. Едино што во последно време сметам дека тука се согласувам со
Субажиновски е дека спласна, после тие протести спласна тој активизам, односно тој не се преточи во едно пошироко општествено движење кое што можеше вистински да ги направи промените. И мислам дека тоа требаше да се едноставно трансформира во некој младенски фронт кој што ќе можеше да ги поведе, односно да многу повеќе да ги диктира процесите од овие кои што ги имаме сега. Меѓутоа, факт е дека таму точно е дека во голема помалку гласаат во споредба со останалите групи, меѓутоа исто така е точно дека тие знаат и да направат во одреден период промената. Дали тоа ќе се случи сега и дали партиите ќе успеат да искомуницираат соодветно со нив и да им дадат понуда за останување во земјата, бидејќи факт е дека тие масовно се иселуваат, останува да видиме. Од она што го следев по изборните програми, знам дека и СДСМ има еден сериозен дел од програмата посветен на некоја младинска гаранција, кај што за секој млад човек се ветува вработување, до квалификација и така натаму. И колку што видов ВМРО ДПМН има сериозен дел од реториката и комуникацијата во делот на вработувања, услови и така натака, само вработување и така натаму. Така што факт е дека тие се комуницираат, им се нудат, меѓутоа и факт е дека се уште се доста разочарани од политичката понуда. Може да се случи да превагнат на едната или другата страна, но ќе видиме. Срачини се чини дека овој процес е комплексен процес. Иселувањето не може да се спречи преку ноќ. Тука пред се потребни еден сет на економски политики, паралелно со политичките нормално, кои што ќе можат во еден среднорочен период од 10 години да го намалат тој процес. Се согласувате ли со ова? Па не само економски, социјални, демографски, многу еден навистина еден голем сет на политики кои што треба да ја донесат промената пред се, нели? Економската сигурност, благосостојбата во земјата се примарен услов. Луѓето, младите се чувствуваат без перспектива тука. Перспективата која што се нуди единствена е да се ушалташ, така да речам, во некоја политичка партија, па да просперираш. Да не заборавиме, Македонија овие 25 години на Европа и на светот и го даде најмладиот премиер, така. Имаме министри кои што немале ни ден работно искуство во реалниот сектор, не пробале да извадат леп, да видат како е да се извади леп на пазар. И тоа е вака, еве, луѓето што се бават со комуникации знаат зошто е тоа. Затоа што старите гласаат за младите. Нели? Повозрастните сакаат да видат, ајде бе, дајте на младите да им дадеме. И тоа структурите во политичките партии не го прават, значи не ги стават младите на листи или на раководни позиции за да направат нешто за младите, туку затоа што тоа е така, нели, секогаш било модерно онаа, нели, максима на младите светот останува. И сега ние всушност имаме голема, добра представеност на младите во извршната власт, по министерства, по ова, по она, а немаме власт која што прави нешто за младите. Како да се сврти тоа? Треба во политиката сепак не може да се прави се така апансас, ниту пак може да се прави без искуство. Јас мислам дека треба политичките партии кои што сакаат на вистина да им помогнат на младите да се остварат во Република Македонија, треба да направат комбинација на младоста и енергијата на млади и полетни луѓе, и тоа не било кои непослушни млади луѓе. Затоа што тоа е критериумот сега. Послушноста. Послушен млад човек може да стане и министер. Еден млад човек тука сака да постави уште едно прашање, па да му дозволиме. Повелете. Никола Спировски, магистар по меѓународно право и меѓународни односи. Каков впечаток остава владеачката партија кога нејзиниот лидер и понатаму е носител на една од листите, а против него во моментов има подигнато за сега едно обвинение? На листите на таа партија има луѓе кои се малте не се колнеа дека немаат никаква поврзаност со владеачката партија, дека се дел од невладиниот сектор, од одредени патриотски здруженија, за сега да ги видиме на листите. А пропошарените револуционери, кои никогаш не ја криеа соработката со политичките партии. Колку е од политички и од правен аспект исправен потегот лице кој е обвинето за нарачување на 5-6 јаки шамари да биде носител на листа? Кого сакате да прашате? Па, сите. Ајде да почнеме од Лопарски. Значи, законот дозволува лице да биде носител на листа ако претходно не е осуден. Обвинет не е осуден. Покажува на своето гласачко тело моќ, дека тој е тука и се уште ќе биде тука и дека ја води играта.
Од другата страна пак имаме листи кои не беа добро комуницирани со своето гласачко тело и со партијата и затоа избијаат толку големи негативни коментари. Гледајќи на листите луѓе кои до вчера биле заедно со ВМРО ДПМН, сега се на листите на СДСМ, што за некои луѓе пак кои биле вклучени во процесот на СДСМ, тоа беше неприфатливо. Како на пример Лиле Поповска. Луѓето се побунија затоа што Лилеја гледа како е дел од владеачката структура толку години и сега одеднаш Лиле се смени. Ние во македонскава историја имаме такви партии многу кои се менуваат како сончогледи. Како се менува гласачкото тело, односно како се менува власта, се менуваат и тие. Сакам да се навратам за прашањето на младите и за неопределените. Во Македонија никој нема понудено опција на департизација целосна на јавната администрација. Во Македонија се цени имањето на политичка, односно на партиска припадност наспроти професионалноста на едно лице. Ќе го прими на работа тој што има партиска книшка, а не тој што знае. Кога некој на младите ќе им понуди начин како тие со своите способности тука да заработат парче леп, тие нема да одат во странство. Кога ќе го реши проблемот со образование, кое го имаме 25 години на постојани измени на образованието, има матура, нема матура, Кембридж, ова, она, тогаш ќе има. Кога ќе го реши некој проблемот со здравствениот систем, во Македонија, значи, луѓето ќе гласаат и неопределените ќе излезат на гласање. Јас, досега, ниту една од овие партии не видов конкретни ветувања дека нешто ќе се смени во поглед дека младите, овие што се спроти нас, утре ќе дојдат и ќе седнат на наше место. Тие си одат од државата затоа што овде гледаат дека 25 години ништо не се менува. Божиновски Спасов, наку со одговор за студентот во делот на лидерот на ВМРО ДПМН. Види, едно е некој да биде осомничен, второ е некој да биде обвинет, трето е некој да биде осуден. Секој има право да се кандидира на листа. Ако земеме така, имаме и луѓе кои што биле осудени на казна затвор, па се носители на листите, и сега за овие избори. Имаме луѓе кои што се аболицирани за одреден криминал, пак се носители на листите, така да се додека не се донесе одредена судска пресуда која што ќе биде против одредено лице, ние не можеме да говориме за некој, ние не можеме пред време да осудиме било кого. Само заради тоа што е осомничен некој или што е обвинен некој. Како што кажав, веќе имаме луѓе кои што одлежале затвор или кои што биле аболицирани, а се повторно на тие листи. Сега друго е прашањето каква е перцепцијата на граѓаните. Дали и кој од тие луѓе е виновен, дали кој од тие луѓе заслужува нината доверба, дали кој од тие луѓе не ја заслужува нината доверба. Така да изборите се на 11 декември и ќе видиме дали е тоа така и како е. Народот ќе одлучи. Спасов? Јас би го искоментирал ова малку поинаку. Прво, интересно е што единствено председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски од тоа длабоко инкриминирано претходно да речеме високо членство или високи функционери на ВМРО се најде сега на листите. Сите они кои што беа претходно инкриминирани, па дури Кутриот Дима Спасов што у последен момент му се случи тоа што му се случи, се повлечени од листите и тоа остава малку еден впечаток дека сите останати се тргнати од листите. Меѓутоа Никола Груевски се уште тука. И мислам се согласувам тука со тоа дека на тој начин тој не смее на ниеден начин да дозволи да покаже слабост дека не би бил на листа или без разлика дали после тоа ако ВМРО победи би бил премиер. Меѓутоа мислам дека ВМРО ДПМН кадровски направи една голема грешка. Од една страна не успеа оштетените условно од бомби кадри да ги заменат со нови. Туку единствено самостојно ги повлекоа од листите, а при тоа отидоа со речи со идентичниот состав кој што го има претходно на претходните избори на самите листи. Освен Никола Груевски, останатите се повлечени. И тоа е една порака дека тоа е едно релативно старо условно членство без клучните играчи кои што со самото повлекување од листите се призна на некој начин дека се сериозно инкриминирани и виновни. Од друга страна, преку нов визуелен идентитет, облаци, сина боја, сакаат да демонстрираат некоја свежина, меѓутоа понудата која што е дадена кадровска е вистински веќе стара. Тоа што ВМРО го напаѓаше СДСМ со години дека е нереформирана партија, стара партија со истрошени кадри, сега во овој момент многу повеќе
го отсликува ВМРО ДПМН. Така што дали сме или не сме, мислам дека законот тоа го кажува и се согласувам со колегите дека има и бивши нели луѓе кои што отслужиле казна и така натаму на листите, но пораката кон членството мислам дека во овој случај не е добра. Прво признание дека сите останати кои што беа инкриминирани ги трнавме, меѓутоа лидерот остана и второ и Канчевска Милевска остана. И Канчевска Милевска остана така и уште не е. Меѓутоа останалите оние клучни што беа играчи се сериозно значи повлечени. Така што прашање е колку и како таа структура и тоа правење на листите ќе се одрази на гласачкото тело. Добро. Би сакал малце само да граѓанскиот сектор од секогаш бил расадник за кадри за политичките партии. Професорот Ѓорѓе Иванов доаѓа од граѓанскиот сектор, нели Институт за демократија Божиновски беше таму, нели. Илија Димовски, кадар дел од структурите на фондација Отворено општество или Сорос популарно наречено, иако нели сега често го ја плука таа организација. Покојна Габриела Конеска Трајковска, првата вице-премиерка на првата влада на Груевски 2006 од граѓанскиот сектор. И можеме во секоја партија да најдеме луѓе кои што дошле од граѓанскиот сектор. Тоа што е нелегитимно е да се Лидија Димова, нели, пратеник во актуелниот состав на парламентот. Нелегитимно е да се представувате како граѓански сектор, а всушност да сте параван зад кој се крие политичка партија. Мојот став е дека ГДОМ и тоа така натаму тие структури, тоа не се невладини организации или граѓански организации, туку тоа се паравани зад кои што се крие ВМРО ДПМН. Од другата страна имаме автентични иницијативи, имаме граѓански организации кои што имаат подолг век на действување и така натаму, не се некои кои што се појавува на 2 минути како гласот на светлината, па го снемува, па се појавува кога е потребно, нели кога ќе биде опортуно тоа за ВМРО ДПМН и така натаму. Но секако тоа не треба да бидеме честни и искрени, не треба да кажеме дека во граѓанскиот сектор нема луѓе кои што не се блиски до СДСМ. Има луѓе кои што се блиски до СДСМ. Што е тука клучната работа? Граѓанскиот сектор сега кога ќе дојде кампањата треба да знае дека има некој закон за невладини организации за фондации, има таму некој член 13 и 14 кои што експлицитно забрануваат политичко действување или партиско действување на граѓанскиот сектор. Би требало да го имаат тоа предвид. Едно е протести и така натаму, друго се избори. За време на изборите треба да знаеме кој каде се позиционира и што му е улогата во изборниот процес. Што се однесува до тоа дали е легитимно да биде Груевски на листа, се согласувам, легално е, да оставиме дали е морално. Така. Повелете. Добра вечер, јас сум Салем Изберовик од Архитектонски факултет при ФОН универзитет. Сакам да поставам прашање за моменталната ситуација, како се оспорува работата на специјалното јавно обвинителство, што можеме да очекуваме понатака после изборите доколку остане на власт владеачката партија ВМРО ДПМН. За кого ви е прашањето? Јас очекувам дека доколку ВМРО ДПМН остане на власт, дека СЈО обстанокот на СЈО ќе биде доведен во прашање. Има повеќе инструменти како обстанокот на СЈО да се доведе во прашање, пред се тука иницијативата која што стои во фиоката на Уставниот суд и доколку се добие сигнал од гласачите дека тоа ќе изгледа како шанса за ВМРО ДПМН да го укине. Но да не заборавиме дека анкетите покажуваат дека над 60% од граѓаните го поддржуваат специјалното јавно обвинителство. Доколку дојдеме во хипотетичка ситуација ВМРО ДПМН да победи и да го укине СЈО, ние ќе имаме сериозни предизвици, безбедносни протести, насилни протести и така натаму во нашата земја. Дали ќе може да ја користат својата политичка моќ при самото осудување или не знам? Доколку остане на власт, ние гледаме дека ВМРО ДПМН ги користи сите лостови на моќта. Значи преку одложување на судења, обвинителството не дава
предмети, па полицијата не оди, не се даваат налози за претреси. Треба да молите Бога да најдете некој судија што ќе се охрабри да потпише некаков налог. Значи, тие инструменти, доколку остане ВМРО ДПМН на власт, мислам дека ќе продолжи да ги користи. Благодарам. Пред да влеземе во самото финале на емисијата, ќе го повикам второто парче од доктор Чепреганов, кој што на еден фин, да речеме, медицински начин ни објаснува како и кој би можел да седне во идните пратенички фотели и што тоа ќе значи за македонската демократија. Ние сме политички незрели. Јас не знам мојата жена за кого ќе гласа, нити су ми рекол. Бите најсериозно зборам. Нити моите деца, нити па ќе им кажам. Тоа е нивна одлука. Политичката зрелост е зрелост на матурирана личност, на созреана личност, на личност која знае кој е, што е и има во себе норми. Тоа му фали на македонскиот народ. Ние имаме неколку фалинки во нашиот ментум, во нашиот интелектуален квантум. Првата, знаете ли која е? Првата е стравот. Вториот момент е обезвреднување поради немање на интелектуална зрелост. Вредноста е обезвреднета. Кај нас поради партиската подобност. Вие ќе ставите на одредено место партиски подобен човек кој не е адекватен за тоа место, али он партиски подобен. А способниот човек ќе го тргнете затоа што тој е партиски аграмато, за викат грците, неписмено. Во момент кога вашата тензија психичка ќе биде падната, така да речем, ќе седам и кажам, чедо мое, ние разговаравме за таа работа. Има и друга солуција, има и друга опција. Дајте размислиме за тоа. Ама вие, ако се спремни за таков прием, ќе ме прифатите. Ако не сте спремни, кој си ти? И јас сум тука тој кој е водел работа. Тоа е главниот проблем во нас. Народот сам ќе се одбери, кого сака, нека се одбери. Меѓутоа, чувме многу работи, че некој викат било лепено, било ово, било оно. Не знам, гласовите, ја имам апсолутен слух, гласовите ми личат на X или Y. Значи, нема лепено ништо, тоа е факт. Меѓутоа, како народ ќе се одлучи, зависи од тоа, сега се враќам на сето ова што го збора, на матурацијата на човекот, на зрелоста негова, да може да ја процени ситуацијата реално, објективно или емотивно и нереално. Така е, народот е секогаш во право, дури и кога греши, рече своевремено политичкиот пензионер Бранко Црвенковски, оставајќи ја државата да ја водат политичките перјаници на преродбата, чија победа години подоцна беше драматично оспорена со објавата на опозицијските бомби. Тука некаде е крајот на 24 отворено, но претходно се разбира да го слушнеме Јово Пропаст во рубриката Отворено со таксистот. Се знаеме некаде? Јас сум Јово Пропаст. Ти мене може ме знаеш. Знаеш, едно време искачав, водев емисии за упропастување. Јас сум експерт за упропастување, лидер у регионот. И упропастувам све живо од мало, што и да пипнам упропастувам и као таков, као лидер, водев и емисии, знаеш, ги обучавав луѓето да упропастуваат. А и многу добри пари вадев на времето. Се вадеа добри пари со тоа упропастувањето. Али сега нема работа. Све се упропасти и еве сега земав да таксирам. Си викам, ајде привремено, знаеш, доека се стабилизира тржиште, доека пројдат ова избориве да пројдат после, ќе има да се упропасти колку што сакаш. И баш ке ми излажа, еден другар ми излажа, као земи и таксира, имало тука пари. Како да не има пари? Ни пари има, ни бутур. Баш ке бе, секакви ти влагаат у такси. Секакви. Што све не ми влага у такси? И највише ме нервира, знаеш што ме нервира? Ме нервира она кога те лаже, бе. Те гледа у ретровизор и те лже. И што ја нафта пијам, така? Не знам дека ме лже. Имам техники развиено. Знаеш како ќе провалиш некој лажов дека те лже? Најважно е да го осетиш дали ти збори вистина. Jer ako ne ti zvori vistina, onda on te laže. Si го фатил жив. И обратно. Вчера
влагал такси еден политичар. Го знаеш и ти сите го знаат, само ај да не споминјам име, че после кај че искочи од кај го знам, па сум бил со овој со оној. Главно путник од поверење. До сега сум го возел едно 50 пути, ако ми платил 5-6 пути. И стално нешто се жали, те немал ситно, те немал, не му пребациле плата, а во собрание, те не знал како да се правда без сметко потврда. Што ти ја знам, глупости ми збори. Има тука една швалерка, знаеш, и стално мене ме бара, има швалерка тука во градски зид. Стално мене ме бара да го возам, пошто не може да доаѓа со службено ауто, не им признале путни трошоци за швалерај. И го оставам ја пред зграда. Ми вика он, ајде идам до овдека до банкомата, банкомата, и да отидам да извадам пари, па ќе ти плата. И ga почекај ме тука. Ти кажам право, како сум го чекал, така сум заспал. Собајле ми тропа на прозор еден джандар од Беко го знам. И уште ми вика, абе што е овој, пак ли не ти плати? Бе, викам, што има везе, бе, политичаре, бе. Па што има везе, не мора за секое возење да плати, че плати друг пут, која че има. И да ти кажам право, политичар е најтешко да го провалиш кога лаже. Зашо? Jer oni nikad ne ti zvorat vistine. Nikad. I сега си викаш ти, абе не може никад да не звори вистина, мора некад да му се деси нешто, да му излета тоа да каже нешто вистина. И баш у тој момент, кога ќе му излета он да каже нешто вистина, замисли, ја тој пут да не му веруjem. Па како ќе го погледнам белочи кој ќе ми влезе у такси? Ај кажи како? И што? Политичар. Па он не ми излажал намерно да ми напакости на моја штета, шо он би излажал нешто ситно, шо може да излаже. Он 100 денара за такси, да се огребе пијачка овакво. И шо се 100 денара за такси? Баш кај он заборел да ми плати? Заборел, пошто бил узбуđenje за швалерај. Ти не си бил узбуđenje за швалерај, па си заборел многу други работи. Ја у принцип за тоа им веруем на политичари за да не сгрешам. Им веруем. Он за ситно може да излажи, за крупно никад. Може некоја цифра да утне, али една цифра највише. Или 1-0, највише. Еве као овие, шо кажа овие за Скопје 2014, се сеќаш? Нели рекоа, ќе коштало 70 милиона. Така? И искочи 700. Што е бе тоа бе? 1-0 утнал, 1-0. Кај може он сега, тачно ќе ги знае сите нули? Кој знае колку цифри гледа преку ден? Утнал 1-0, голема работа. Или ова што обечава дека 8 милиарди ќе влезат у држава, инвестиции странски. Што сега, како да не му верувам дека стварно сака да влезат 8 милиарди? Зашто да не сака он да влезат 8 милиарди? Сака да искочат? Како ќе ги носи? У пластични шишиња да не ги носи? Зашто да не му верувам? Сите се надаме на боле утре. Зошто он да не ја сака држава поише од мене? Чак они поише ја сака држава, зашто е нивна. И не чинеле после политичарите, чинеле народот бил цвеќе за мирисање. Како да не? Ми влага вчера една стечајка тука ми влага. Мајсторе вози хитно у државна, тамо муж ми го оперираат, некој стент, инфаркт добил. Важи, ја носам одма у државна. Седиме, доаѓаме таму, ми вика, мајстор, извини, не сум имала пари, немам уште 10 денари, ти дужам, утре ќе ти дам, знам кај таксираш. Ма немој, ја нафта сум пил, нели? Утре она ќе ми дала. Не ми е за парите, ја знам и дека она нема. Али, ја нафта ли пијам, бе? Не ми е толку за парите, дека да не ме прави будала. Ме прави будала, у очи ме гледа. И ја за рука на изазимање, право државна, пред тоа хируршка сала, чекаме, искочи докторот, и сте чајкава да видиш како одма отиде, кој искочија сите тамо и сестри, све се поземи од сестрите, шклап, ми даа 10 денара, нормално, че ми даела ме на она утре. Абе не дозволявам некој да ме гледа у ретровизори да ме лаже. Глупости. Еве ти банкомат, ти имаш да платиш. Ако не, еве земи туку банкоматот. Божиновски политичарите лажат, тоа е јасно, но што посакувате во оваа кампања? Помалку лаги, повеќе вистини?
Види, ние секоја кампања посакуваме нешто оптимистичко и за државата и за самата кампања, но искрено не верувам дека ќе биде ова многу поразлично од она што го видовме во изминатите изборни циклуси. Така да, очигледно е дека нема да има ништо ново. Очигледно е дека веќе главните теми околу кои што ќе се обидуваат партиите да ги освојат гласовите на граѓаните се познати. Мислам дека само може да се позаоштри реториката и кампањата да стане уште поцрна од тоа што е во момент. Спасов, го делите истото мислење? Мислам дека да. Мислам дека малку и тој дискурс сега оваа кампања е многу важна или сега оваа кампања ќе биде ваква или онаква е малку претеран, бидејќи во основа кампањите наликуваат скоро секојаш една на друга. Малку повеќе скандали, малку помалку скандали, малку повеќе негативна кампања, малку помалку, меѓутоа во основа годинава малку повеќе. Ќе видиме. Значи ќе видиме во која мера ќе биде присутна негативната кампања. Ние бевме сведоци на година и пол од политичка криза во која што се изнаслушавме се што стварно не очекувам дека некоја сериозна драматична промена ќе се случи во кампањата, но оставам да видиме. Меѓутоа мислам дека овие избори се важни. Се нешто поважни од другите, тоа може да се каже. И тоа што го очекуваме дека ќе се случат некои промени. Дали ќе бидат тоа промени во смисла на власт, не знам, меѓутоа некои нови трендови кои што до сега не ги видовме, кои што преска и говорев, овој пат ќе се случат. И ќе бидеме изненадени од некои случувања и некој резултат кој што ќе биде на овие избори, затоа што се приметува дека има некои значителни поместувања во генералната политичка сцена. Имаме ли подобра Македонија после 11 декември? Се надевам дека ќе имаме. Моje мислење лично е дека можно е веројатно да немаме вистински победник после 11 декември и да имаме некаков тип на концентрациона или широка коалиција влада. Во Цивил Центарот за слобода на вистина се надеваме и работиме на тоа да се создадат минимум услови за фери демократски избори, бидејќи не можеме да се надеваме дека ќе се создадат вистински услови за фери демократски избори. Тоа на што ние ќе се посветиме е да се обидеме, се надевам дека и со поширок малку консензус во граѓанскиот сектор пред се, кај слободарската јавност, да го заштитиме правото на граѓаните слободно да изразат нивната волја. На 11 декември, доколку тоа барем го обезбедиме, нека си кажат граѓаните кој ќе биде победникот. Лопарски, вие како за крај единствената дама во делот на панелистите, што би им сакале на политичарите? На политичарите ништо, баш ништо. На граѓаните би им посакала да си гласаат за опцијата што сметаат дека е најсоодветна за нив. А на политичарите мислам дека ќе биде оваа црна кампања, до сега не видена во Македонија, од проста причина што станува збор на двете страни за се или ништо. Благодарам на сите што учествувавте во студиото и благодарам на публиката. Не заменувајте никаде, следува Дневникот на 24 вести. Пријатно.